Ветувавте многу, а не исполнивте ништо. Првиот човек на СДСМ на седницата на претенички прашања, на премиерот Мицкоски му рече дека тврделото ќе промени преговарачката рамка. Ќе разговара со политичката влада во Бугарија кога таа ќе се формира и уставни измени со одложено дејство, но ништо од тоа не било исполнето. Премиерот му одговори зошто воопшто преговаравте за македонскиот јазик и идентитет. Вели дека владата ќе сторела се за да ја внесе Македонија во ЕУ со македонски идентитет и јазик, а не како модерни македонци. Има неколку работи кои што ги најавувате, меѓутоа нема финале, нема завршница на тие предлози кои што ги давате, а во контекст на подобрување на нашата преговарачка позиција. Прво ова со одложеното дејство на уставните измени, гледаме дека не се случи. Понатаму најавивте писмено обраќање до целата Европска Унија, се откажавте. Од тоа чекавте да се формира нова влада во Бугарија, се формираше, има средба во Хаг на самитот на НАТО, таму е бугарскиот премиер, отиде претседателката, значи средба и таму нема да има. Имам проблем да разговарам на тема во која што континуирано некој нас не негира, континуирано некој нас не оспорува и континуирано некој ни гоускратува правото да бидеме тоа што во суштина сме. Исто така имам право да се сомневам дека тоа не е ни последната, туку можеби не знам која поред одстапка која што треба ние да направиме, а при тоа да не ја завршиме трката. Повторно попат нешто ново да ни се случи. По прашањето од Филипче следуваа и прашања од пратениците на власта. И за нив евроинтегративниот пат и извештајот на Европскиот парламент беше важен. Имам чувство дека постојат луѓе кои што размислуваат слично на нив, кои што сакаат тој наратив и покрај тоа што јавно излеговте, побаравте помош сите кои што имаат било каква конекција во Брисел да лобираат за да се случат работите кои што се случија на АФЕТ-от. Но имам чувство дека има луѓе кои што повторно ќе кажам размислуваат слично на нив, кои што сакаат да наметнат еден дискурс во јавноста, па така да моето прашање би било логично, а тоа е излегоа информации во јавноста, многу често и тоа се спинува како тема за тоа кој гласал за или против, дали имате таква информација и логичното прашање е кој е наредниот чекор од овој момент натака во однос на оваа тема, нешто што сметам дека е суштински од интерес на јавноста. Сега таму доаѓаат друг тип на политичари. Сега не доаѓаат политичари кои што ги влече напред сидрото. Сега одат политичари кои што знаат точно што сакаат и како сакаат и кои аргументи ги има и тие луѓе ја представуваат денеска Македонија таму и интересите на граѓаните, на сите граѓани. Затоа што сите граѓани имаат интерес да одат напред. И ние велиме сакаме, ние припаѓаме тука, ние ќе останеме тука во овој пат, но овој пат ќе се бориме за нашите вредности и за нашата вистина. Нема да се повлекуваме ниту милиметар, нема да се повлечеме ниту 1 милиметар, затоа што од другата страна ние немаме аргументи. Законот за правична застапеност се уште не е познат на јавноста, бидејќи се чека мислење од Венецијанската комисија. Но за албанскиот опозицијски блок, тоа не е пречка за да го окарактеризира како институционална измама. Од владата тврдат, правичната застапеност е уставна категорија и таа мора да се почитува. Со овој предлог на закон, уште не е предлог, закон во Венецијската комисија, дали сакате да си направите некој обид за да се става една заштитна купола, да кога ќе дојде во собранието ние како пратеници да немаме можност со интервенции, со образложение дека имаме мислење од Венецијската комисија и имаме мислење од меѓународниот фактор и ние не ќе можеме да интервенираме преку амандмани. Почитуван министер, уште од сега ви велам, овој закон во ова форма нема да помине. Да потенцирам. Правичната застапеност на етничките заедници е уставна категорија, тоа нема бегање, согласно Охридскиот рамковен договор. И тоа ќе се спроведува. Сега сакам да поставам едно прашање. Кој е во право вие сега, кога кажувате дека нема таа алатка, или пак вашите коалициони партнери ДУИ, кои што исто така тврделе дека е со измина дрог? Јас говорев многу пати дека оваа алатка во изминатиот период
е злоупотребувано. На седницата на пратенички прашања тема беа и парите од договорот за стратешко партнерство со Велика Британија и најавените инвестиции во здравството. Даниел Василев, Сител телевизија.